што останавте на дискусијата, која што ја нагласи поглед низ кучалката во перверзиите на буржуазијата од дневникот на од дневникот на Мирбо до атипичниот реализам на Бунјуел. Сега да направиме една историографска пресекотина во сето тоа што го има Бунјуел направено, како што веќе добро знаете, заедно со The Exterminating Angel се едни од првите филмови на Бунјуел во кои што камен фрла на буржуазијата, како што соседот ги фрлаше камењата на имотот на богаташите. Една поставка која што малтене е доста македонски подвиг на кој што може сите да се согласиме со оглед на тоа што како си се третираме едни со други. Меѓутоа, хронолошки, односно историографски снимен е по The Exterminating Angel, односно по Истребувачкиот ангел, а пред краткиот Simon of the Desert, односно долгометражниот Бел де Жур. Дневникот е снимен 1964 година, каде што на голема врата прави сатира со буржуазијата, свештеништвото и пред се фашизмот од една страна, заради тоа што гледаме во еден облик како подем на движење кое се начнува во неколку и летоци, и магазините, и во дискусиите, како што можете да забележите од самиот филм. Во дадена инстанца, сакам да се послужам со концептот кој што Ларс фон Трир често знае на неговите интервјуа да го напомене, односно тоа е самозадавањето на обструкцијата која што авторот си ја става пред себе. Односно, во контекст на овој филм, тоа е пред се хендикепирајќи го и иземајќи го јазикот на надреализмот по кој што ние сме навикнати да го гледаме Бунјуел. Односно, само задавање на таа пречка дека нема да може да ги користи тие бои, кои што му се на располагање, условно кажано тоа бои, земете го, со оглед на тоа што се отклонува од сите тропи кои што припаѓаат на надреализмот во неговиот ракурс пред се, што е предизвик да се излезе надвор од удобноста која што можеби ја имал и самиот Бунјуел, иако според мене пукањето со пушката во пеперутките е еден вид на некоја си своевидна надреална аналузија, меѓутоа е надреален чин пред се и тоа не значи дека не можеме да проектираме една своевидна религиозна догматика и да посочиме дека Бунјуел конкретно и од оваа сцена, а и во сцената кој што е убиството на Клер, дава еден сиров приказ на излегувањето од Еденската градина, ако можам така да се изразам со религиозна конотација, односно малтене падот на човештвото благодарение на гревовите кои што ги има. Сега условно кажано, ова е една од тие проекции кои што можам да ја начнам. Во половата диференцијација може да заклучиме дека сите мажи се додворуваат на Селестин, на тоа и сите бевте сведоци. Ловецот и женкар е газдата Монтеј, кој што има сексуални наезди кои што се одбиени и од Селестин и од неговата сопруга, затоа што меѓутоа слугинката Мериен не го одбива низ плач, заради тоа што тој си има една таква навика, еден толку лош табиет со секоја од помошничките да ги применува тие чинови. Тука е и таткото на господја Монтеј, односно кај него може да забележиме перверзниот фотоалбум со маркици со девојките и секако фетишот со чевли кој што ги има, односно забележуваме дека тој е пред се роб на неговите навики со оглед на тоа што во една ситуација Селестин ја применува, односно ја го видоизменува незиното име со оглед на тоа што ја нарекува Мари, како што било името нели на поранешната собарка. Небаре е еден од комодитетите, еден од предметите кои што тој ги посакува, можеби. Тука е и соседот командант, кој што и покрај Роза се додворува исто така на Селестин, и Жозеф, кој што ги мачи животните до смрт пред да ги убие за јадење. Може слободно да ги додадеме конотациите на силувач и педофил во подготовка, односно патриот кој што според законот, односно според власта во Франција, патриотите не треба да лежат во затвор, што е уште една игривост која што и Мирбоја има во книгата, исто така има и вметнато и Бунјуел во филмот.
Женските ликови се подчинети на волјата на мажите, освен господјата Монтеј. Таа е само бендисана и незаинтересирана за сопругот, си се преценува себе си пред се и поседот кој што го имаат и има една притаена омраза кон Селестин. Ситничарка е, пребирлива е, таа ја понижува, се преправа во контекст на неа, ја тормози Селестин, односно пред се е љубоморна на незината елеганција. Со оглед на тоа што забележуваме дека Селестин доаѓа од Париз, доаѓа од големиот град, во оваа малтене провинција каде што селската аристократија, така да ја наречеме, сметаат дека го имаат последниот збор и кога Селестин доаѓа со незината облека, со мирисите, тоа едноставно ја фрустрира од една страна господја Монтеј. Меѓутоа, тоа е начинато и во самата книга каде што потенцира дека да, таа жена можеби живеела во раскошот во минатото, меѓутоа денес не е тоа така и не може да се носи толку лесно со реперкусиите на губитокот. 32 годишната Селестин, по која што секој маж полудува очигледно на имотот, од старецот, газдата, соседот, кочијашот Жозеф, таа бира која понуда ќе ја прифати на крајот, но преку незиниот лик имаме поглед пред се во интимата на буржуазијата, која што таа ја презира. Во книгата Селестин има развратна мајка, со оглед на тоа што не ги знаеме тие конотации во контекст на филмот, избегнати се и не се посочени од страна на Бунјуел, меѓутоа има поглавје каде што се посочува дека незината мајка ја малтретирала и од 12 годишна возраст таа веќе е сексуално активна. Има сестра и брат кои што се избегале од семејството, првата можност која што имале да избегнат од семејството, меѓутоа токму Селестин останала покрај незината мајка и ја гледала додека можела, се додека и таа не ја добила таа можност да избега од незиниот дом и да работи како собарка во најразлични домови. Сепак, тешко и паѓа секој губиток во незиниот живот, без разлика на како се однесувала незината мајка со неа, сепак таа многу тешко се однесува со губитокот кој што го доживува од неа. Прашањето е како се третирани пред се незините иманентни пориви и дали се децидни критериумите со кои таа ги бира или па ги одбива љубовниците во таа двојба која што се појавува помеѓу љубовниот нарав и материјалната ситуираност од друга страна. Односно таа добива најразлични понуди во кои што таа мора да бира дали ќе биде со некој што ќе осака или па ќе понуди најдобрата материјална ситуираност која што би ја имала. Мериоен, да не забораваме да ја напоменеме, таа е останатата помошничка во домот која нема да го одбие газдата да ја сподели интимата со неа, лик чие што трагично минато е посочено во самата книга, односно таа е еден од тие примери и Селестин го има тоа во минатото, заради тоа што во моментот кога газдите ги бркаат од работа со барките, завршуваат буквално на улица. Тоа се случувало во минатото и со Мариен, тоа се случува и со Селестин во минатото, така што нивната судбина не е баш благопријатна. И девојчето Клер, кое што е во една ситуација во книгата е напоменато дека премногу е сиромашно за да се најде убиецот на девојчето, фрлајќи уште еден удар пред се на корупцијата која што владее во системот, конкретно во судството, ама затоа па Бунјуел го става во повеќе кадри отколку што го има во сцени во книгата, за да се поврземе ние како гледачи колку толку пред да му го одземе животот, со јасна индикација дека Жозеф е сторителот, иако не е толку поедноставено во книгата и не е толку јасно посочено дека тој е извршителот, меѓутоа Бунјуел прилично го нагазува тоа во криминалистичкиот манир во кој што го разработува и го посочува прстот на него. Ова е книгата на која што се базира филмот, односно ова е дневникот на една собарка на Октав Мирбо, која што го имаме и во наш превод. Како што може да забележите, ова е прилично дебела книга за да се извади 90-минутен филм, што значи дека секој режисер кој што приоѓа на едно толку слоевито дело мора да избере по која нишка ќе се движи, со оглед на тоа што Селестин поминува во неколку домаќинства. Значи не е единственото домаќинство на богаташите Монтеј кои што ги гледаме, односно буржуазијата во провинцијата, туку таа поминува и во Париз и неколку од незините доживувања во Париз се елаборирани во книгата кои што оставаат длабоки трауми во незиниот живот.
Мора да дискутираме за ангажираноста на филмот, пред се проминентен е антисемитизмот, со коментарите за убивањето на евреи, кои што ги слушаме во контекст на започнувајќи од кујната каде што се приготвуваат, дури во весниците кои што се читаат, во изјавите кои што се пишуваат, значи скоро сите машки ликови се патриоти како што самите се декларираат, меѓутоа го посочуваат дека убивањето на евреи е некаква си доблест на која што треба да бидат горди. Скандирањата на крајот на гордите националисти, како што можете да забележете, се раководени под превес на еден лажен патриотизам со покровителство на црквата, со интервенција на извик кој што можете да ослушнете, односно Вива Шијапе, тоа е цензорот кој што не му дозволил на Бунјуел Лаеш Деор да биде прикажана во Германија, така што на интригантен начин Бунјуел си зема за право да го вметне буквално човекот кој што не му дозволил филмот да му биде прикажан, да го извикуваат неговото име националистите кои што маршираат, само заради тоа што на хуморесен начин да си поигра со тоа дека најверојатно би застанале на негова страна со оглед на тоа што не им се допаѓа сето тоа што го снимал Бунјуел. И тоа го извикува токму Жозеф, тој што е противник нели на евреите. Националистите се исто така против мислителите и против непобожните, односно тие, како што можете да забележите, го слават Висманс, со оглед на тоа што Висманс е бил покровител на идеалите на црквата, со оглед на се до крајот на неговиот живот, кога се оддалечува од неговиот разум, и тоа е веќе една друга серија каде што не би им се допаднало на религиозните фаворити. Меѓутоа, од друга страна па плукаат и на Емил Зола, плукаат и на случајот Драйфус, едноставно националистите се бунат против интелектуалците и струјата која што провладува во Франција. Бунјуел ги става на тапет пред се овие сегменти на недоличното однесување, за да ја обелодени пред се вистинската природа на патриотите. Маршот во Шербург пред кафаната е синоним кој што асоцира за растечкиот фашизам во 30-тите години, роден буквално од масовната хистерија, кризата на идентитет и потребата на припаѓање на истомислениците кои што се заложуваат за ова струјење. Во овој, условно ќе го наречам модерен феудализам, јасна е финансиската поделба. Во книгата Селестин, во една ситуација кога се сместува во низината соба, која што е на поткровието, како што можете да забележите, самата е должна да се купува свеќите и храната која што се служи на послугата е сосема поразлична од храната која што се служи на богатите, така што понудена е да јаде зелка со сланина, ако не се лажам, во некоја ситуација во самата книга. Само за да се направи таа дистинкција помеѓу богатите и сиромашните, во една ситуација во која се продава во месарница коска на која што се наоѓа повеќе лој отколку месо, таа е наменета за сиромашните, а кучињата на богатите од ова семејство јадат црвено месо од сочни парчиња кои што им се пресечени. И во тој момент Селестин изговара дека кучињата на богатите јадат прилично поквалитетно месо од сиромашните. Така што и тука се забележува таа дискрепанца помеѓу богатите и сиромашните и како се третирани надвор од домот, а во самиот дом, например, бројани се артиклите кои што се купуваат со оглед на тоа што ги имаат во изобилие богаташите, односно буржуазијата, меѓутоа буквално ако касне еден плод повеќе Селестин, и ситничари газдарицата и замерува зашто тоа го има направено, значи до тој сегмент се зајадливи. Богатството кое што го имаат газдите, сребролюбците, го имаат стекнато со лихварство. Односно тоа е богатство кое што тие малтене не го употребуваат за ништо, односно си го складираат и го чуваат како некаков си символ на престиж. Меѓутоа, наместо да го искористуваат, како што Селестин ќе напомене, тие живеат здодевно. Сега, здодевно е клучна флоскула, бидејќи обседнати со некој тривијален ритуал на облекување, на подготвување на јадење, на баналното течение на денот, и тоа го величат како
не баре зависи животот од тоа, едноставно го преувеличуваат и прават буквално карневал од сето тоа, сметајќи дека кој знае што постигнуваат со тоа. Сега, Селестин има една непореклива мантра во книгата, која што одлично го доловува незиниот карактер, односно смета дека кога ќе ги најмат за работа во домовите, слугите треба да бидат заштитени и доколку газдите не ги испочитуваат тие барања, едноставно смета дека собарките имаат право да си земат дел од поседот кој што не им е платен, во дадената ситуација ги наметнуваат трезорите или богатството, и на некој начин доаѓаме тука до тој морален релативизам за кој што сакам да продискутирам исто така во текот на моето излегување. Мислам, смесна е во книгата дека секоја ќе биде несреќна заради тоа што програмирана е да се гади од мажите, како што напоменува, кога се далеку од неа, ама кога ќе се доближат, едноставно им се предава безусловно. Сега, заканувачки изгледа провинцијата во сцените на почетокот на филмот, како што можете да забележите, дури Селестин го коментира тоа на кочијашот. Има една аверзија која што се јавува кај Селестин од прв поглед, затоа што доаѓа нели од Париз во таа паланка и со облеката и со обичаите од големиот град забележуваме дека селската аристократија не се совпаѓа со неа, која што нели глуми лудило, затоа што забележала колку е декадентна пред се буржуазијата и Бунјуел пред се имплементира еден натуралистички призор во филмот, како што е бркањето нели на сцената на свињата која што го брка зајакот, пред се кулминирајќи со лазењето на полжавите на нозете на мртвата Клер, представувајќи на своевидна символика на притаеното зло кое се го разјадува пред се општеството, односно неморалното однесување кое што притаено го практикува буржуазијата, тој трулеш насреде рајската градина, како што го нарекувам, и можеби од една страна па прави некаква си аналогија дека па луѓето и не се сведени ништо повеќе освен на нивните импулси и не се ништо повеќе од животните кои што ги глумат. Така што тоа е една дистинкција која што ете ќе ја фрлам во етер, па слободно побиете ја. Селестин во книгата го обелоденува расипништвото на еминентната буржуазија, хипокризијата на валканите души, на кои што се скапани однатре, како што посочува, меѓутоа се розови однатвор. На Селестин и дава морални лекции за непорочност, а тие се блудните перверти со морална распашаност, односно високото друштво кое што е валкано и скапано, кое што се служи со ниски страсти, со подли кукавичлости на луѓето, со пред се тие се валкани души, малтене. Таа е сведок на снобизам, на морална ништожност, на интелектуална свенатост. Едноставно, во една ситуација има судија кој што во книгата ќе посочи па во какво општество би живееле ако радо би му верувале на еден слуга, а не на неговиот господар. Значи, тука веќе неисправноста на поставеноста на моралот пред се и законите кои што се занемарува дури и на институционално ниво, мислам дека ова реплика најкарактеристична е за оваа проблематика. Сега во филозофските арени се кршат копје за моралната хипокризија, кај што неспорно е дека ја практикува буржуазијата во овој филм. Меѓутоа, прашањето кое што се наметнува за една филозофска дискусија е дали Селестин, која што признава дека не е цвеќе за мирисање, односно не се подклонува на моралот кој што го пропагира нели буржуазијата, има за право да ја суди пред се таа нивна морална релативизација. За да се установи лицемерието, да се кажува едно, а да се прави спротивното, имаат удел мноштво на фактори, како што е, например, намерата за измама, немањето самоконтрола, како што може да забележиме во случајот на господата буржуази, себе залажувањето, степенот на дискрепанца, односно чинењето на добро визави зло, и секако искажувањето јавно на лицемерието, односно кажувањето едно и правењето друго, завршувајќи на крај и со исходот кој што ги оправдува средствата, односно да се навратиме на таа макијавеловска
конотација каде што ќе се оправда целта со средствата кои што се употребува, што исто така е еден лицемерна конотација во тие контрадикторни мерила на заедницата кои што се зачестени во концептот на лицемерието. И сега озборувањето и наслушувањето на богатите се конститутивни елементи во книгата, практики кои што непречено се водат, а богатите поради тоа што им е здодевен животот, нели прават циркус од баналностите. И сега во излегувањето сакам да посочам и аспект на перверзијата, која што ќе ја дефинираме како исчекор надвор од нормативот на сексуалниот чин, во кој што, например, во една равенка каде што X предизвикува сексуална возбуда на Y и Y предизвикува сексуална возбуда на X, кое што има согласност помеѓу овие чинители во равенката, перверзијата е нарушување на овој сооднос во некоја форма, девијација во секој облик или според табу, односно според девизата на Фройд, таа е парафилија потенцирана. Меѓутоа, од друга страна го имаме и Томас Нейджел, кој што потенцира дека се што не е нормалност, односно некомплетна комуникација, како што тој ја потенцира физичка, а не физиолошка, ја нарекува во одредена форма перверзија. Меѓутоа, има неколку филозофски гледишта кои што се насочуваат повеќе на негативноста во конотацијата на перверзијата, односно дека перверзија како збор, како синоним, носи еден негативен полнеж, со оглед на тоа што се кажува за негаторска, односно за дерегаторно цел и намена, со оглед на тоа што се наоѓам во неколку ситуации каде што во уметноста треба да се скршат правилата за да се постигне некоја си нова цел. Често употребувам терминот на первертирање на нормативот, што посочува дека потребно е да се скршат одредени правила и законодавности за да може да се дојде до некоја си понова вистина која што не би се достигнала доколку слепо би се следел тој норматив. Меѓутоа, сепак станува овде за телесна перверзија со оглед на тоа што сексуалноста е лоцирана во контекст на различна култура, смета дека е перверзно одредена ствар која што во друга култура и во цивилизација нели би била ставена како норматив и се разбира во друга епоха. Тоа што во антиката се смета за перверзија денес е сосема нешто друго. Меѓутоа, сексуалноста е ставена во контекст на религијата, во контекст на законот, на природата и на традицијата, а во филмот прикажани се неколку од перверзиите на буржуазијата. Еден е тој ретифизам, односно фетишот на чевлите на старецот, кај што исто така си има некоја си чудна колекција на поштенски маркици на девојки кои што ја прикрива. Двајцата недоблесни сопрузи нели има тенденциозни сексуални нагони кон Селестин, кршат социјални норми со неверството, а Жозеф слободно можеме да го накитиме со епитетите на силувач, педофил и убиец. Во книгата истакнато е дека има една хумористична сцена во која што патуваат господјата Монтеј и Селестин и застануваат со еден цариник кој што го гледа, го чешла буквално имотот кој што го поседуваат со нив и газдарицата носи едно кадифено ковчеже и не сака да го отвори. И цариникот инсистира и потенцира дека значи се мора да погледнеме, мора да биде се според закон и таа се противи, луѓе се збираат, значи ајде побрзајте, сите чекаме. И во моментот кога под срам газдарицата го отвора ковчежето, забележуваме дилдо. И во таа ситуација цариникот, сите се шокирани, сите се фрапирани од таа ситуација и се извинува, не знаев дека сте вдовица. Наредната сцена која што се случува, седат Селестин и газдарицата и се обраќа, па требаше да кажам дека е твој овој накид, заради тоа што постојано го посочува дека е накид, и Селестин на тоа и одговара, па јас не сакам таков накид, јас го сакам природен мојот накид. Така што има поигрување помеѓу Селестин и газдарицата кој што се во постојан судир. Во најмала рака тоа се однесува и на самото либидо, со оглед на тоа што во самата книга блудните действија се посочуваат и Селестин каде што присуствувала и кај свештениците и калуѓерките, кај пијаните англичанки кои што се додворувале кај Селестин, кај синови на богаташи кои што биле возбудени кога Селестин ќе се облечела во здолништата на нивните мајки,
каде што имаме богаташи, односно буржуазија која што родители кои буквално ги земаат богатствата на нивните љубовници и на тој начин тие се збогатуваат, така што има дивергентни разврати кои што ги практикуваат богаташите. Едноставно, газдите имаат интенции често да ги злоупотребуваат услугите на собарките без знаење на нивните сопруги, што се само неколку од развратните чинодействија врз зад затворените врати. Еротската димензија на концептот на собарката се крие во можноста таа да биде присутна насекаде, во секое интимно дејание на газдите, но да биде недопирлива, ако таа сака се разбира. Со незината блискост, но недостапност, таа ги полудува, условно кажано, во новици сватете го мажите на куќата, и екзистентна е една херменевтичка алегорија дека униформираноста на Селестин побудува некаква симбиоза на еротското со фашистичкото, посебно кај Жозеф, поради задавањето на наредби кои што мора таа да ги исполни. Меѓутоа едно проектирање кое што мислам дека е потребна поголема ментална гимнастика за несомнено да се протолкува со оглед на тоа што тој е љубител на овие сили на фашизмот кои што подоцна доаѓаат, меѓутоа пред се е бизнисмен кој што сака да заработува од војниците, како што може да забележиме во завршните сцени. Од сега може да се послужиме и со конвенцијата на Фројдовото потиснато, односно репресијата, и ќе отврдиме дека буржуазијата има незадоволени пориви кои што ги крие од јавноста, а под велот на ноќта, а некогаш и на среден ден, нели непречено ги реализираат сите начела со кои што не сакаат да се идентификуваат, односно прекршување на инхибициите кои што лицемерно ги практикуваат. Се присутен е пред се овој контекст на репресијата, а Селестин во поглед на Жозеф чувствува една двојба, една емоционално рамниште. Од една страна тој ја привлекува, а од друга страна тој ја одбива. Односно таа се наоѓа во една поделеност заради тоа што има страф од него, меѓутоа тој страф исто така боди и пленење од нејзина страна. Хумореската е врзана со самото либидо, како што можете да посочите од сцената во која што нели ја крши вазната на почетокот на, односно крши светникот на почетокот на самиот филм, каде што Селестин револтира, напрашува и останатите и нокширот кој што го користат дали во Лондон го носат на поправка кога ќе им се скрши. Значи си поигрува со хумореската во контекст на либидото и во дистинкцијата со самата книга морам да посочам дека има навирање на спомени на другите газарици кои што нели може да се извади дури една серија од оваа книга, не само филм, меѓутоа Бунјуел се задржува на една куќа, каде што во книгата дедото и газдата се ист лик. Во филмот се поделени перверзиите помеѓу нив и максимите и доктрините се идентични како и во самата книга. Скратена е сцената кај што газдарицата ситничареше на свештеникот, кој што нели му потенцира дека низиниот сопруг сака 2 пати во неделата да биде интимен со неа, а свештеникот и кажува има 2 услови. Првиот услов е ти да не уживаш, да немаш задоволство. И таа вика да, во ред, не е никаков проблем. А таа сцена која што е скратена, каде што и посочува дека на црквата треба покривот да се санира, во книгата е посочено дека вториот услов е да донирате многу повеќе пари отколку тоа што давате, и таа вика нема шанси. Не донираме. Значи ситничари до тој стадиум до кој што дури неа ни поддржува црквата без разлика на тоа што ја бара помошта од нејзина страна. Чисто колку да доловите за каков човек станува збор, односно за каков превртлив човек станува збор. Во филмот јасна е индикацијата дека Жозеф е силувачот, меѓутоа не е толку јасна дистинкцијата во книгата и пред се епилогот во самиот филм е поразличен од текот во книгата со оглед на тоа што во книгата Селестин оди заедно со Жозеф во Шербург и ја отвараат кафаната со оглед на тоа што финансиски за да се отвори таа кафана Жозеф го краде среброто кое што го поседуваат богаташите, односно кое што го поседува буржуазијата, и тоа е средството со кое што тој го отвора всушност кафиќот, односно кафанчето.
А во филмот, како што можете да забележите, таа го бира нели соседот, командантот, со оглед на тоа што тој бира друга сопруга со која што ќе го отвори кафанчето во Шербург, а во книгата не е тоа така. Сега, Октав Мирбо и Бунјуел ги презираат сите ликови, оставаат еден лик да говори со нивните светогледи, пред се Селестин е тоа, и таа да биде сведок на ураганот на моралниот распад, кој својствено го обсервира, и Мирбо, како еден автор кој што се противел цел негов живот на овие хегемонистички владења, се противел против заговорите на тој условно кажано патриотизам и национализам кој што се граничи со самата девиза што е. Според Емил Зола, секогаш бил поборник за несреќните и страдалниците, и тоа најдобро говори можеби за поврзаноста која што Бунјуел ја има со него. Првата соработка ова е на Бунјуел со Жан-Клод Кариер, односно сценаристот на сите негови подоцнежни филмови. Силвија Пинал од Виридиана првично требало да ја глуми Селестин, меѓутоа Жана Моро, која што ја знаете од Жюл Жем, од Леонот, е миленичката на Орсон Велс и Трифо. Таа е наградена за нејзината улога за филмот на Карло Ивари, а филмот исто така беше прикажан и во Венеција и во Њујорк. Ова е единствениот синемаскоп анаморфичен widescreen формат на филм на Бунјуел, како што можете да уживате на 2:35 наспроти 1 на аспект ratio на овој филм. Ова е единствениот кој што го има во овој облик снимен на Бунјуел. Наспроти академскиот аспект ratio кој што е 1:33 наспроти 1, кој што подосна е за прикажувањето е зголемен на 1:80 и 1:66, значи останатите филмови кои што ќе ги гледате од ретроспективата се во овој формат. Ова е уникатот, единствениот филм кој што е работен со анаморфно со 2:35. Снимателот е Роджер Фелоус, кој што е препознатлив по сексплоитейшн филмовите, така што и на тој манир допира до еротските димензии на овој филм, користи длабок фокус, објективот го движи низ имотот на богаташите, мотивиран од придвижувајќи камерата со маневрирањето на ликовите во самиот кадар. А во Village Voice можев да најдам напис каде што се преферира другата верзија на екранизирањето на филмот на Жан Ренуа, отколку ова на Бунјуел во рецензијата која што е пишувана од периодот кога се појавил филмот во 1964, за која што посочува дека не била за секој гледач, значи побудила малтене фама со самата проекција во 60-тите години со оглед на тоа што по питомата верзија била преферирана. Имам едно прашање, не знам дали забележавте, еден круцијален елемент недостасува во овој филм. Дали може да ми кажете кој е тој? Еден битен елемент, еден важен елемент од снимањето на секој филм го има во сите, меѓутоа изоставен е од овој. Дали забележавте кој е тој? Одлично. Ова е еден од малкуте филмови на Бунјуел кој што е условно кажано нем, значи користено е само звук, нема ни една звучна трака, ни една звучна матрица, освен тоа што нели го слушавме од соседите кои што беа погласни и ги збогатија одредени сцени. Ете, подобро да имаше, меѓутоа тоа е. Тоа е една од тие обструкции кои што си ги наметнал самиот Бунјуел со оглед на тоа што сака понатуралистички пристап да има, со оглед на тоа што повторно се посочува на звуците на природата и на звуците на интериерите повеќе отколку да начнува некаква си мелодија. Има 4 адаптации на оваа книга во филмски формат. Првата е направена 1916 на 4 март. За жал немав можност да ја гледам оваа верзија, таа е на Михаил Мартов со Елена Смирнова во главна улога. Не можев да најдам копија од овој филм заради тоа што 1916 година, а книгата е напишана и издадена 1900, значи 16 години по издавањето на книгата е адаптирана во Русија, што е еден куриозитет и една мистерија до ден денес ми е зошто, како и тоа се случило. Втората, условно кажана, адаптација е 1946, таа е во режија на Жан Ренуа. Тој е режисерот на Grand Illusion, на The Human Beast и има уште еден филм кој што ја напаѓа тој буржуазијата, тоа е Rules of the Game. Тој е режисер кој што во периодот кога Втора светска војна бега од Франција во САД, влегува во холивудскиот систем
и ја прави адаптацијата на Дневникот на една собарка. Полет Годард е актерката која што ја глуми Селестин. Тоа е еден ноар, значи буквално е во канонот на ноар филмот, со тоа што има еден хепи енд. Завршува со тоа што Жозеф со украденото сребро, нели според Хейс кодот и според законите кои што владееле во Холивуд, мора филм, ако прикажеш некаков негативец, на крајот нели да биде совладан, да победи доброто, и во тој канон не му е дозволено да избега со среброто кое што го има украдено од богаташите, и условно кажано има еден среќен крај овај ноар, и избегнато е убиството на малото девојче, и тука буквално соседот кој што нели нуди финансиско ситуираност на Селестин, буквално во гуша се фаќа со Жозеф и има физичка пресметка помеѓу нив. Така што ноар елементите се интензивирани во овој филм за разлика од верзијата на Бунюел со Жана Моро, која што можевме да ја гледаме во 64-та, а последната верзија, четвртата верзија на овој филм е во режија на Бенуа Жако. Тој го има режирано The School of Flash на Мишима, Фервел Макуин и Три Хартс. Улогата на Селестини припадна на Леа Сейду, а Винсент Линдон е во улогата на Морничавиот Жозеф. Во оваа верзија ја има буквално сцената која што ви објасни помеѓу Селестин и ковчежето, и многу други сцени кои што се врзани со перверзијата, односно со сексуалниот нарав на буржуазијата, така што акцентот на оваа адаптација е ставен конкретно на сексуалните пориви повеќе отколку на идеолошката матрица или конкретно на посочувањето на тој антисемитизам кој што на Бунюел го има. Значи, доколку сакате да дознаете повеќе за тоа другите семејства каде што пристојувала Селестин и каква трага тие оставиле на неја, заради тоа што таму е напоменува незината мајка во таа верзија, значи повеќе сегменти има Бенуа земено од книгата, меѓутоа тие се однесуваат повеќе на корупцијата на буржуазијата и на сексуалните пориви, отколку во тоа што можете да погледнете во Бунюел. Сепак 2015 е снимена оваа адаптација, меѓутоа не е ништо поквалитетно од таа што ја погледнавме. И сакам да ја потенцирам аферата Драйфус, која што била актуелна во тој период, која што го тангира Октав Мирбо конкретно, во 1900-тите години се случува ова, кој што е уапсен за шпионажа во Германија и лежи во затвор за шпионажа на германците и лежи во затвор во Гуајана. Погрешно обвинет се разбира, меѓутоа црквата во таа ситуација ја поддржува ги поддржува антидрайфусовците, значи црквата ги поддржува сите тие кои што во филмот забележавте дека се антисемитите, тие што се патриотите, и затоа се оформува една независна комисија која што го разгледува случајот и го помилува Драйфус. Емил Зола го пишува во 1898 се извинувам Жакуз, односно побуната на интелектуалците за разгледување на случајот Драйфус, кој што наредната година е ставен на слобода, и тоа е еден од тие чинители кои што посочуваат на прекршувањето, односно на земањето на правата и слободата во своји раце и корумпираноста пред се на системот и на луѓето кои што раководат со него, и како перфидно под велот на патриотизмот и национализмот се ставаат овие никулци на фашизмот и злоупотребата пред се и наметнувањето на оваа диктатура. Драйфус случајот е екранизиран од Полански 2019 во филмот An Officer and a Spy, ако сакате да погледнете. Le Journal d'une femme de chambre ќе остане еден од уникатните подзаборавени филмови на Бунюел, во кој што го започнува неговиот поход на исмејување на буржуазијата во реалистичен манир, ќе ја истакне пред се злобата која што се раѓа од лажниот патриотизам и со обелоденувањето на незадоволниот сексуален нарав на самопрогласената аристократија, ќе ја согледаме пред се нивната морална сиромаштија која што ја имаат, која што беше елоквентно доловено во филмот на Бунюел. Така што мислам дека тука можам да ги напоменам главните чинители кои што беа за излегувањето, односно мислам дека круцијално е да се стават на тапет начелата кои што тој ја напаја пред се буржуазијата од една страна ради лицемерието кое што го поседува и од друга страна еманирањето на сексуалните пориви кои што се притаени,
а накршувајќи го моралот сите ги практикуваат од нив без перде, условно кажано во наш манир, меѓутоа останува еден од тие уникатни филмови во репертоарот на Бунюел кои што самиот си ги става тие препреки на својот манир, на својот ракурс, за да може да се истакне со натурализмот, односно со реализмот во неговото дело и да биде по-директна, по-сурова критиката која што пред се тоја поседува и ја наметнува кон буржуазијата. Очигледно ова дело е напишано 1900-та, филмот, екранизациите се во Втората светска војна и екранизацијата е 1964-та, така што вон временската димензија на овој текст говори токму поради тоа што секогаш некој истомисленик ќе се најде на рамништето на Мирбо и ќе потенцира дека нема да може секој да биде лицемерен и нема да може секој да си ја земе власта во своји раце и да прави како што сака и милува, заради тоа што некој секогаш будно ќе ги следи и ќе внимава на нив.